Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во претходниот период започна постапка околу подготовка за локалните избори. Започнавме внатре-партиски анкети, каде што меѓу членството прашуваме да видиме кои од кандидатите се најсоодветни во дадените општински организации и веќе преминуваме на втора фаза каде што го испитуваме и јавното мислење, а веднаш после празникот ќе ја започнеме и статутарната постапка која што е предвидена со статутот на партијата околу постапката и на самокандидирање, но и официјалната постапка по општинските организации. Имавме еден иницијален разговор со коалиционите партнери, средба со сите коалициони партнери кои што се останати во нашата коалиција. На таа средба беа востановени неколку предлози за околу идното действување на коалицијата. Изразија коалиционите партнери определба дека остануваат во коалицијата и дека во следна фаза треба да преминеме околу разговори за локалните избори, односно како ќе делуваме како коалиција на локалните избори, така да имаме разговори со коалиционите партнери кои што беа традиционално во коалиција со СДСМ и во следниот период ќе почнеме во втора фаза каде што ќе имаме подетални разговори околу локалните избори. Сега уште немаме разговарано со коалиционите партнери околу распределбата на мандатите, дали тоа било за советнички места или за градоначалници. Најпрво почнуваме процедурата внатре во партијата, разговори со општинските организации, каде тие сметаат дека треба да извадиме наши кандидати, каде треба да идеме за коалицирање, така да во овој момент се уште немаме разговарано за персонални решенија, односно кој град на која коалиција ќе оди, дали СДСМ ќе настапува самостојно сегде. Идејата за овие избори е да идеме во секоја општина посебно, односно секоја општина да работиме на посебен начин, да не идеме со една установена коалиција секаде, него да пристапиме поединечно. Најпрво сакаме да го слушнеме гласот на нашето членство, тие да ни кажат каде сметаат дека има потреба од коалицирање и ќе работиме секоја општина посебно, таму каде што има потреба, таму каде што има коалиционен потенцијал, секако дека ќе разговараме потенцијално со кандидатите. Во однос на градот Скопје, после се она што се случува и целото цунами кое што се случува, кое што го има мнозинството ВМРО-ДПМНЕ во Совет и со нивната градоначалничка, мораме да понудиме издржани решенија за градот Скопје, независно кој ќе биде кандидатот, само за градот Скопје веќе започнува со пишување на сериозна програма, односно со сериозни системски решенија кои што ќе донесат на граѓаните на градот Скопје одредени промени кои што ги очекуваат, а кои што во изминатиот период гледаме дека ништо не функционира во тој дел, така да сериозниот пристап во делот на програмата ни е клучен за градот Скопје. Напорно работиме на тоа поле. Тоа беше една од забелешките кои што ги имавме нотирано како ново раководство, дека мораме да работиме напорно со членството за да ја вратиме довербата. Во изминатиот период потрошивме многу време и дадовме големи напори за консолидација на партијата. Во овој момент, како генерален секретар на СДСМ, можам да ви кажам дека сме консолидирани, дека сите структури во партијата по хоризонтала и по вертикала се избрани и дека во следниот период дополнително ќе работиме во секоја општинска организација да можеме да го извадиме најдоброто.